туку и во светската историографија. Се надевам дека ќе бидат достапни на научна јавност во догledно време на македонски јазик. Фала толку од мене и да го најавам колегата Ицо на Европски период, 10:40 повелете. Да, ви благодарам многу. Почитувани колеги, јас ќе зборувам за преспанскиот договор и за така наречениот добрососедски договор со Бугарија и нивното влијание врз општествениот и врз историскиот дискурс. Од осамостојувањето на Република Македонија, после референдумот од 8 септември 1991 година, македонската држава води надворешна политика според која нема алтернатива. Безалтернативниот однос кон патот на Европската Унија и НАТО ја доведе Република Македонија во состојба на губење на дел од своите национални белези, како националното знаме, потоа промена на името, продавање на античката историја, средновековната историја, а на добар пат сме да го загубиме идентитетот и унитарноста на државата. Веќе добиваме и придавка дека сме ние северномакедонци. Двата наводно добрососедски договори со Бугарија и Грција, спроведувањето на тиранската платформа со резултат за тоа безалтернативно определување кон Европската Унија и НАТО, на што Соединетите Американски држави и Европската Унија замижуваат и премолчно го одобруваат, тоа нанесува голема штета. Единствено за Република Македонија беа воведувани и измислувани нови критериуми со кои се кршеа меѓународното право и правото за самоопределување на народите во светот. Со одземањето на најголемиот дел од македонската историја, македонскиот народ го губи историскиот легитимитет, односно правото на државотворност на територијата на која живее со векови. Во мојот реферат ќе се осврнам на некои погубни членови на така наречениот Преспански договор, кој беше потпишан во селото Нивици на 17 јуни 2018 година. Велам така наречен затоа што не е валиден и во преамбулата стои првата страна, Хеленска република, а втората страна е страната која што беше примена во Обединетите нации во согласност со резолуцијата 47225 од 8 април 1993 година. Всушност, името на државата Република Македонија или пак незиното привремено име поранешна Југословенска Република Македонија не се споменува ниту во еден дел од Преспанскиот договор. Ваквата формулација на договорот тешко ги повредува основните принципи на еднакви права и самоопределување на народите зацртани во Повелбата на Обединетите нации, членот 2.1. Исто така намерно е испуштена пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг, со која судот утврди дека Република Грција го прекрши член 11 од привремениот договор од 1995 година, заради што и го блокира влезот во НАТО на Македонија на самитот во Букурешт 2008 година. Преспанскиот договор, кој сакам да споменам, не беше одобрен и од македонскиот народ, но режимот на Зоран Заев, знаете како тоа го изгласа, со носење на пратеници од затвор и така натаму, и со 80 пратеници, двотретинско мнозинство беше изгласан. Со член 1 и неговите 13 точки од Преспанскиот договор и 18 параграфи од истиот, кои се прифатени и ратификувани од Република Македонија, договорот наметна смена на името на Република Македонија во Република Северна Македонија, кое што се користи за внатрешна и за меѓународна употреба, и истовремено наметна обврска ерга омнес во врска со неговата употреба од страна на трети држави во меѓусебните односи со Република Македонија. Се бара целосна елиминација на придавката македонски и на терминот Македонија и истовремено го забрани нивното користење за било каква официјална употреба, заменувајќи го со придавката на Северна Република Македонија, односно на Република Северна Македонија или само со зборот Северна Македонија. Уште од првиот ред на предавничкиот и антимакедонски Преспански договор се гледа каква беше намерата на Грција и какви цели се обидуваат да постигне, кои денес веќе се познати и ги гледаме. Во ниту една точка на овој антимакедонски договор не пишува дека првата страна, Грција, признава македонска етничка припадност и македонски јазик. Тука е клучен членот 7 од Преспанскиот договор.
Во член 7 став 2, односно точка 2, пишува за употреба на зборовите Македонија и македонски. Во однос на првата страна, овие термини ја означуваат не само областа и народот во северниот регион на првата страна, односно Грција, туку и нивните одлики, како и елинската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од античко време до денес. Во член 7 став 3 стои: во однос на втората страна, овие термини ја означуваат нејзината територија, јазик, народ и нивните одлики, со нивната сопствена историја, култура и наследство, кои се целосно различни од оние кои се наведени во член 7 точка 2. Но тука воопшто не се споменува македонски јазик, македонски народ, историја и наследство, за разлика од точка 7 став 2, каде што се споменува елинска цивилизација, историја, култура и наследство во северниот дел на Грција, а тоа е Егејска Македонија или македонците од Егејска Македонија. Значи, се оградува и се цементира митот, се бетонира дека во северниот дел на Грција живеат само елини, додека во Република Македонија, Северна Македонија, според договорот, живеат луѓе или зомби со нивната собствена историја, култура и наследство, без да се измени македонскиот народ и точно кои се тие, тоа не се знае. Тоа е исто како ние што сме овде во оваа просторија. Без име. Ние можеме тука да се викаме македонци, но меѓутоа надворот тоа не сме ништо. Понатаму двете страни изјавуваат дека официјалниот јазик и останатите одлики на втората страна не се поврзани со античката елинската цивилизација, историја, култура и наследство од северниот регион на првата страна, што дефинираат различни народи, односно ние дека не сме ист народ со македонците од егејскиот дел на Македонија. Целта е да се релативизира и негира статусот на македонскиот јазик како посебен јазик и да се истакнува неговиот словенски корен, за да се оддалечува од неговата македонска посебност и суштина како јазик и на тој начин да се потхрани ненаучната, неисториската и исклучиво денационализаторска политичка теза дека постои грко-македонска лингвистичка историја и наследство. Нема таква работа. Има посебен македонски јазик со литературна форма, како и посебните дијалекти кои се зборуваат во Република Македонија, Егејска Македонија, Пиринска Македонија, Мала Преспа, Голо Брдо, Гора и Србија. Во Егејска Македонија се зборува на домородниот македонски јазик и наметнатиот грчки јазик кој има и дијалектичка форма. Описот на националноста, што во договорот значи државјанство, а не етничка припадност, како што се трудат да не убедуваат пропагандистите на режимот на Заев и сегашниот, македонска или македонско државјанин на Република Северна Македонија го релативизира зборот Македонија и воведува друг вид на прикажување на државјанството, кој има за цел да го убеди светот дека се работи за некоја новопечена нација, која е различна од таа која постоеше пред да се случи овај асиметричен, едностран и изнуден со насилство договор. Со овој договор се формира еден нов државен ентитет, Северна Македонија, и следствено на тоа, некаков нов официјален северно-македонски државен идентитет кој е лоциран строго во границите на Северна Македонија и не излегува надвор. Измените предвидени со член 1, точка 3 и став 12 од договорот, кои задираат во преамбулата и на членовите 3 и 49 на Уставот на Македонија, го одвојуваат македонскиот идентитет во Северна Македонија од вековниот македонски историски идентитет на македонците во Егејска Македонија, како што всушност се случува и со договорот склучен со Бугарија во август 2017 година, во однос на македонците во Пиринска Македонија. Истовремено, договорот и дозволува на Грција официјално да ги присвојува и монополизира зборовите Македонија и македонски, бидејќи Северна Македонија се согласува, односно режимот на Заев се согласе ерга омнес да го потребува новото име Северна Македонија и придавката.
По влегувањето во сила на оваа спогодба, а земајќи го предвид член 1, став 9 и став 10, страните ќе го користат името и термините со член 1, став 3 за сите намени и цели ерга омнес, односно за внатрешна употреба, потоа во сите своји билатерални односи и во сите регионални и меѓународни организации и институции. По влегувањето во сила на оваа спогодба, втората страна, веднаш и во согласност со разумните административни практики, како што велат, ќе ги превземе, односно веќе знаеме, ги превзеде сите неопходни мерки со цел надлежните органи на земјата од тогаш понатаму внатрешно да го употребуваат името и термините од член 1, став 3 од оваа спогодба во сите нови службени документи, кореспонденција и релевантни материјали. Сега знаеме дека тоа се прави со личните документи, пасоши и личните карти. Нема потреба овде да се зборува за оние членови од договорот со кои што се ограничува правото на слободен говор во Македонија, член 3.4, член 6 и член 8, и се дозволува на Грција директно да учествува во бришењето, пазете, бришењето и препишувањето на македонската историја по грчки вкус, член 8 тоа го бара, и да побара да се казнуваат појавите на иредентизам и непријателски активности, заштита на правата на македонците во егејскиот дел на Македонија и дури самото споменување дека постојат македонци во егејска Македонија, а тоа стои во член 3.4, член 6 и член 8. Почитувани, во интерес на времето ќе го продолжам со краток осврт во однос на моето зборување, со краток осврт во однос на македонскиот-бугарскиот договор за пријателство, добрососедство и соработка. Договорот потпишан на 1 август 2017 година, а стапи на сила на 14 февруари 2018. После обзнанувањето на договорот направив анализа на Канал 5, ако се сеќавате, во септември 2018 година. Мојата најголема забелешка тогаш беше дека договорот е асиметричен и во корист само на Бугарија. Во преамбулата на договорот стои, имајќи ја предвид, цитирам, имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави и народи. Бугарија јасно и недвосмислено испрати порака до македонскиот народ дека само еден народ може да има заедничка историја, во случајот бугарскиот. Јас народно објаснувам вака: може ли и две мајки да имаат едно дете, да родат едно дете? Не може. Знаеме тоа. Па и ние немаме заедничка историја. Добро, но гледаме дека имаме. Но оваа порака се игнорираше и споредуваше со договорите на Германија и Франција и Германија и Полска. И релевантни споредби, затоа што таму не станува збор за заедничка историја на еден народ. Испратени беа неколку резолуции и писма од историчарите од Република Македонија и иселеништвото, како и многу други интелектуалци кои ги потпишуваа резолуциите дека не е можно и забележано во светот, во историјата, два народи да имаат заедничка историја. Членот 8, точка 2 и точка 3 од договорот се катастрофални и погубни за Македонија, затоа што надвор или спротивно на науката се формираа заеднички, пазете, политички комисии за историски и образовни прашања за да придонеселе објективни и научни толкувања на историските настани. Значи се до сегашното работење на историчарите се фрла во реката Вардар. И тогаш, но и сега, реагиравме и окажувавме дека политички комисии не смеат да носат научни одлуки во кратки периоди. Нивната работа ја видовме кога средновековната историја, за која зборуваше и колегата Панов, и се препушти на Бугарија, отстапувајќи ги Кирил и Методија, Климент и Наум Охридски, цар Самуил Прличев и други значајни личности од македонската средновековна историја. Денес македонскиот народ е донесен во најлоша состојба од неговото вековно постоење, затоа што така наречената експертска комисија на чело со директорот на ИНИ Драги Георгиев и уште неколку придружници отидоа толку далеку што историјата е доведена во прашање на македонскиот народ. Треба да се разговара дури и за македонскиот основоположник на македонската држава, на македонскиот великан, учителот и револуционерот Гоце Делчев,
Ако политичката експертска комисија го потпише Гоце Делчев како заеднички револуционер на Македонија и Бугарија, што впрочем беше потврдено и од председателот и од некои други дека бил етнички бугарин, а нема сомнение дека ќе го потпише. Понатаму нема никакво сомнение дека Бугарија ќе попушти нешто кон Македонија со декларацијата од 9 октомври 2019 година. Нивните консолидирани империалистички ставови спрема македонскиот народ и нашата македонска историја и јазик се бетонирани и со така наречениот француски предлог за внесување на бугарско малцинство во уставот на Македонија. Од друга страна пак член 11 од договорот, точка 4 и точка 5, јасно дефинираат дека во Бугарија нема македонско малцинство, додека Македонија има право да ги штити само државјаните, а не малцинството. Со влегувањето на бугарското малцинство во уставот ќе се овозможи реализирање на барањата на Бугарија дека македонците се нивна национална творба, односно нова национална творба, од 1944 година. Ни повеќе ни помалку, да додадам дека Македонија дури и да ги исполни сите барања на Бугарија во иднина, кога ќе се отворат поглавјата за влез во Европската Унија, ќе следуваат стотици и стотици вета од бугарската страна, додека не го уништат македонскиот народ и нивниот корен. Тука со една реченица ќе ја спомнам и Тиранската платформа и денешната состојба во Македонија, која ја анализирам во друг текст. Овие договори можам да ги дефинирам како две магариња кои јадат од едно дрво. На крајот сакам да заклучам дека мора да се поништат овие два договори, преспанскиот и бугарскиот, под итно распуштање на политичките експертски комисии предводени од Драган Георгиев и Виктор Габер. Ви благодарам. Сега точно 11, сега да ве прашам дали сте за некоја кратка дискусија, 5 минутна, ама веќе го пречекорихме времето. Јас решив како модератор да никого да не му одземам од збор, со тоа што јас го скратив излагањето и зборував најмалку сите четворица. Сега е точно 11, следната сесија по програмата почна 11:05. Дали сакате некоја кратка дискусија, 3-4 минути? Добро, ајде, надај Лука право. Јас навистина со посебно задоволство ги слушав излагањата на колегите, а посебно ми остави впечаток на мојот драг колега Митко Панов, а исто така и на Ицо Најдовски. Јас, да ви кажам искрено, дословно по неколку пати ги читам содржините и на Преспанскиот договор, и тоа меѓу првите можам да речам во Белград, бев на еден конгрес, и еден професор од правниот факултет, ја бев изненадена како тој мој драг